Здраво, наши пријатели. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за домашни милиничиња пријатели. Ние денес се наоѓаме во ветеринарниот факултет, а тие прават јубилеј. За што станува збор? Ќе погледнете во наредниот прилог. Ние се наоѓаме во ветеринарниот факултет во Битола. Овде се одржува настан, а за што станува збор ќе ни каже Декан Живко. Здраво, господине Живко, како сте? Добро, благодарам за посетата. Ветеринарниот факултет во Битола за прв пат го организира овој отворен ден по ветеринарна медицина на нашиот факултет, се со цел да го представи факултетот пред идните студенти, односно пред матурантите од цела Македонија. Тука имаме матуранти од Прилеп, од Пелагонискиот цел регион, од Свети Николе, од Куманово и така натаму, од Битола. Да, и од Скопје имаме матуранти и студенти нормално запишани на нашиот факултет. Која е целта што се отвори токму ваков факултет во Битола? Целта не ние да имаме само од овој регион. Целта ние да имаме од цела Македонија и во таа цел имаме постигнато, бидејќи имаме студенти од цела Македонија. И на таков начин ние го промовираме со приемот на студенти од цела Македонија, си го промовираме и нашиот факултет. Настојуваме ова и ќе настојуваме да биде една манифестација која ќе се традиционална манифестација која ќе се одржува на нашиот факултет. Значи, факултетот за ветеринарна медицина е најнова единица на факултетот, но славиме сега 5 години и значи првата генерација ова година на дипломирани доктори по ветеринарна медицина ќе излези на нашиот факултет. Значи студиската програма гласи интегрирани студии по ветеринарна медицина прв и втор циклус, што значи дека нашите дипломирани доктори се здобиват со звање, значи можам слободно да кажам мастер студиум, бидејќи можат директно да се запишат на докторски студии на универзитетите во нашата земја и надвор од нашата земја. Господине Живко, дали има заинтересираност кај за ветеринарството? За ветеринарството заинтересираноста е доста голема, а ние како регулирана професија примаме помал број на студенти. Ние имаме акредитација за 45 студенти, но владата преку Министерството за образование ја контролира секоја година бројката на запишани студенти и сакам да кажам дека ова година ние имаме абсолвенти, 14 абсолвенти од примени 45 студенти, значи во прва година, во 2009 година, што значи дека овој факултет е доста захтевен факултет и бара доста ангажирано страна студентите и со самото тоа се потврдува дека квалитетот на студирањето е доста на високо ниво, бидејќи можам тоа да го докажам со тоа што тука не предават само професори, наставници од нашиот факултет, предават наставници од нашиот универзитет, од надвор од нашиот од Македонија, значи други професори од другите универзитети и странски професори, најповеќе предават по стручните предмети професори од факултетот за ветеринарна медицина во Стара Загора, Република Бугарија, кој има традиција над 90 години. Дали имате некои цели кои што сакате да ги реализирате во иднина? Нашите цели во иднина е да се реализират изработените проекти кои ги имаме, и тоа проектот за научно-истражувачки центар, потоа проектот за изградба на клинички центар и проектот за изградба на фарма со репроцентар и нормално проширување на просторните можности на факултетот, се со цел за да се створат пополни услови за работа на наставниот кадар и за студентите. Значи, овие проекти ни се од исклучително важно прашање, затоа што со реализирањето на овие проекти ќе се реализира и финансиската одржливост на самиот факултет.
Господин Живко, јас уште ви благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели. Ние сакаме да ви подариме пакет производи од нашиот спонзор Елит кафе, да се напиете вкусно кафе после овој напорен ден и се надевам дека нашата соработка нема да стане тука. Благодарам. Посебна ни беше чест што го посетите нашиот факултет, вашата реномирана ТВ куќа и се надевам дека соработката ќе продолжи и ќе имаме натаму и понатаму, значи вакви теми кои ќе го зафаќаат ова област од ветеринарната медицина и развојните можности понатаму на ветеринарната медицина, бидејќи тие се неисцрпни. Секогаш има новитети и ние мора да ги пратиме тие новитети, а вие да ги представувате пред нашите граѓани и стопанствениците кои ги интересираат. Се за доброто здравје на нашите миленици. Се за здравјето на милениците и за здравјето на животните и продуктивните животни, а со самото тоа и за здравјето на луѓето. А вие, наши гледачи, погледнете што ви припремивме со овој настав. Колеги, идни бруцуши, добро дојдовте на ветеринарниот факултет од Битола. Значи, че имаме една мала кратка презентација за факултетот и ќе ги споделиме нашите искуства со студентите што ги имаме во петта година, завршна година, да ви кажат и да ги пренесат нивните искуства од нашиот факултет, за да и вие одлучите да студирате кај нас. Зошто да се одлучите да студирате на ветеринарниот факултет во Битола? На почетокот најпрво да кажеме дека тоа е најновата единица на универзитетот, односно сепак и не е толку нова. Оваа година правиме 5 годишен јубилеј, излегува првата генерација. Нашата мисија е да едуцираме стручни и научни кадри од областа на ветеринарна медицина, да понудиме професионално ориентирани програми и да го одржиме високиот квалитет на наставните програми. Значи, мисијата е благородна, работите со животни, љубовта е голема, и мислам дека може да одговорите на предизвикот. Зошто да се одлучите? Имаме нов концепт на студирање кој му придава поголемо значење на практичната настава. Тоа ќе го зборат колешките. Се пристапува кон непосредно лекување на самите животни, диагноза. Партиципацијата знаете каква е, значи државна квота 200 евра, со кофинансирање 400 евра, може да се запишат профилите гимназија, средно ветерина и медицинско училиште. Кои компетенции ќе ги добиете? Значи, ќе можете да лекувате животни, решавање на проблеми од ветеринарно јавно здравство, ветеринарна инспекција, изведување на теренска настава, превентивно сузбивање на зоонози и развивање на сите облици на заштита на животната средина. Ова е само еден колаж од ветеринарниот факултет, значи има лаборатории, кај што студентите изведуваат лабораториската настава, библиотека, исто имаме посети на фарми и на хиподромот во непосредна близина на Битола во Крклино. Со завршување на овој модел на 5 годишни интегрирани студии, прв и втор циклус се добивате со звање дипломиран доктор на ветеринарна медицина, значи имате две во едно. И на крај можете да дојдете на докторски студии. Значи добивате и додипломски и магистерски фактички, имате интегрирани студии, 5 годишни и со тоа можете да дојдете на докторат. Ова е кратко, благодарам на вниманието. Сега ќе ги поканам колешките да ви го пренесат нивното искуство. Јас сум Зорица Марјановиќ, сум 5-та година абсолвент на ветеринарна медицина тука во Битола. Кога ќе завршам, сакам да работам како интернист доктор, бидејќи сакам да се занимавам со клиничка диагностика на повеќе заболувања кои што ги има во нашиот регион, како и поширок. Му благодарам на факултетот затоа што ми овозможи добра настава и практика за таа клиничка диагностика, при што ни овозможи повеќе
лаборатории. Имаме 3 вида на лаборатории. Првата лабораторија е лабораторија за бактериолошко-серолошко испитување, со кој што испитуваме повеќе бактерии, со кои што ја докажуваме пример бруцелозата. Потоа имаме повеќе врсти на вируси, како што се кјутреската и леукозата кај животните. Втората лабораторија е лабораторија со која што правиме крвни анализи, односно број на крвни клетки и биохемиски испитувања на крвта. Третата лабораторија е лабораторија за генетика, односно за генетски модифицирана храна, која што е доста актуелна во последно време и со таа лабораторија можеме да го контролираме здравјето исто така и на луѓето. Јас сум Лидија Крстевска, студент на ветеринарна медицина, 3-та година. Во контекст да се надоврзам со практичниот дел, значи имаме пракса која што обавуваме на терен. Праксата се изведува во неколку фази. Првата фаза е тоа што одиме на терен, потоа втората фаза практичниот дел се во втората фаза практичниот дел се изведува за време на кон крајот на кон крајот на летниот семестар. Третата фаза исто така се, значи практичниот дел е феријална пракса, значи преку летото. И четвртата фаза од практичниот дел е амбулантна клиника на мали животни, амбулантна клиника на фармски животни и амбулантна клиника за контрола на квалитетот на храна од анимално потекло. Јас сум Еразмона Манговска, добре дојдовте матуранти. Апсолвент сум, треба да дипломирам и сакам да се вработам во инспекторатот, бидејќи покрај грижата за здравје која што ја врши докторот по ветеринарна медицина, исто така врши грижа за здравјето на луѓето, бидејќи сепак ние сме она тоа што го консумираме, а сепак тука треба да биде присутен и ветеринарниот доктор, бидејќи знаеме дека денес се поголем замав добива генетски модифицираната храна. Исто така многу битно е да се истакне дека единствено компетентно лице кој што треба да работи во инспекција, во контрола на безбедноста на храна е ветеринарниот доктор, бидејќи сепак ние сме присутни уште од самото раѓање на животните во фармите, го следиме нивниот развој и развиток, учествуваме во производството, во процесот на производство, исто така учествуваме дури и после конзумирањето на производите. Голема е поврзаноста помеѓу здравјето на животните со здравјето на луѓето. Здраво на сите, јас сум Мартин Велиновски, студент на ветеринарниот факултет, 4-та година. Се запишав овде со желба за да работам со репродукција со животните. За постигнување на добар успех во репродукцијата потребни се специализирана опрема која што е како што е ехото. Ехото го поседуваме овде во ветеринарниот факултет, каде што го користиме во практиката. Благодарам. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4-цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Толку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе, на здравје кафе. Господа матуранти, идни наши студенти, сакам да ве поздравам и посебно ни е чест што го посетивте овај отворен ден на ветеринарна медицина кој го организира ветеринарниот факултет во Битола. Се надевам дека во наредниот период
и 100% сум сигурен дека ќе прерасне во традиционална манифестација, значи на која идните со посетата на самиот факултет, идните студенти ќе видат и ќе се запознаат со можностите на овој факултет кој ги пружа за нивно образование и едукација и дека можностите кои овој факултет ги пружа. И јас основно ќе се задржам, бидејќи колегите доста кажаа за факултетот, и јас ќе се задржам дека оваа година, 2014, го славивме 5 години од формирањето, инаку тоа е јубилеј, и првата генерација на дипломирани ветеринарни доктори која ќе излези од овој факултет. Значи, и покрај тоа што сме најнова единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ние не сме нов факултет сега. Значи, славиме еден јубилеј. Понатаму, колеги, најбитното е дека градот Битола нуди големи можности и универзитетот за ваше ангажирање во образовниот процес, во културниот забавен живот на универзитетот, во спортските активности, бидејќи универзитетот располага со спортска многу квалитетна сала во кој ќе можете вие да поминете дел од вашето слободно време со цел да се рекреирате и да ги наполнете акумулаторите за идните ваши ангажирање во областа на едукацијата. Значи, најважно е што ветеринарниот факултет во Битола ви нуди квалитетно студирање и битно е дека ние, како декан, јас се ангажирам да ви помогнам во вашето сместување во студентските домови, за да можете нормално, што е основно, трошоците да ги намалите за вашето студирање. И најважното е што вие, како идни ветеринарни доктори во овај регион и пошироко во Македонија, сте дефицитарен кадар, кој кадар нема досега невработен ветеринарен доктор, освен некој ако неки да работа. Значи, можностите се големи за вработување. Прво, најглавната можност е што вие не мора да чекате да ве вработи некој, можете сами да се вработите, бидејќи владата преку проектите што ги нуди сега, да дава грантови за изградба на ветеринарни станици, сами да си отворите ветеринарна станица, опремување на ветеринарните станици. И доколку вие не сакате, има да отворите, сакате да работите како професори во ветеринарните училишта, како инспектори во Агенцијата за ветерина и контрола на храна, која ветеринарните доктори се исклучиво компетентни да ја извршават оваа професија. Понатаму може да работите, да најдобрите студенти останат на факултетот да работат како асистенти, тие се нашата иднина на факултетот. Ви благодарам и се надевам дека добар дел од вас ќе се определа да студират на нашиот факултет. Јас сум Ивана Црнец, 4-та година на ветеринарниот факултет. Освен активностите во рамките на самиот факултет, но и надвор од него, одат рака под рака. И интерните и екстерните збиднувања го богатат нашиот интелектуален квантум. Преку него ние растеме, се развиваме и се презентираме. Би почела хронолошки. Во 2011 година на конкурсот за најдобар есеј распишан од УКЛО освоивме прво место. Истата година на меѓународната смотра за научни истражувања и трудови се презентиравме со истражување за бруцелозната инциденца во Македонија. Во 2012 година повторно на истата таа меѓународна смотра повторно се презентираме, овој пат истражувајќи ја појавата на кетоза во интензивни и екстензивни услови на одгледување. Во 2012 година повторно триумфираме со прва награда за најдобар бизнис план, преку која презентиравме идејата за отварање на хотел за миленици во нашата земја.
подоцна во 2013 година, како последица на успесите од минатиот период, добиваме и награда за најуспешни битолчани студенти. Оваа година, до пред само неколку дена, бевме дел од проектот ЗОО Иноватив, спонзориран од Европската Унија, како и од општините на град Битола и град Флорина и Центарот за развој на Пелагонискиот регион. Во него заедно со грчки студенти во текот на 2 недели разменувавме знаења од областа на ветеринарната медицина и болестите, односно и исхраната на животните, како и идеи за превенција на болести со нутритивна етиологија. Се надеваме дека ваквиот забрзан когнитивен од ќе продолжи во иднина и ќе стане редовна пракса на студентите од следните генерации. Благодариме образование и предаваат исто и еминентни професори од странство од Бугарија, од Стара Загора, 90 години факултет со ветеринарна медицина. И вториот момент што ви рече колешката, значи само вие ако завршите ветеринарна медицина може да бидете инспектори во производство. Немојте да ве шпекулираат и да ви кажуваат дека може со друга струка, само со ветеринарен факултет. Инспекција ветеринарна за храна и контрола на храна. Затоа што знаете дека жигот што се става на самата храна е со ветеринарна инспекција. Сега ќе разговараме со еден од студентите на овој факултет. Здраво, дали може да ни се представиш? Здраво, јас сум Марио Мано, студирам на овој факултет, сум 4-та година. Зошто се одлучи токму за овој факултет? За овој факултет се одлучив бидејќи имав голема желба, љубов и тоа е неизмерно измеѓу мене и животните и затоа се запишав на овој факултет. Од кога ја почувствував твојата љубов спрема милениците? Љубовта спрема милениците ја почувствував од моите најрани години. Животните се нешто најубаво, кога едно животно може да ти возврати толку љубов, значи дека желбата за да запишам на овој факултет и спрема милениците била голема за веќе да бидам на овој факултет. Дали се сеќаваш на твоите први миленици? На моите први миленици се сеќавам, имавме многу миленици, имавме папагали, канаринци, кучина, многу видови кучина. Сега имаме нова раса, америчка кита, а имаме и така, одедуваме 16-17 години сибирски самоеди. Тука можам да кажам дека сибирските самоеди се побави од америчката кита. Секој куче си има своја убавина. Јас сепак тоа го велам затоа што јас ги гледувам и нив. Да. Ти благодарам за гостувањето. Ништо, фала многу.
И тоа беше се за денешната емисија на пријатели. Доколку ги сакате животните, запишете се на некој ветеринарен факултет, затоа што милениците ја даваат нивната љубов безусловно. Гледајте ни наредната недела, на истото место, во истото време. Чао, чао.